За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите рибја бајадера. Чешнето лук ситно го сечкаме. Ситно го сечкаме и магдоносот. Ги ставаме и сечканиот лук и магдонос во длабок сад. На маслинките им ги отстрануваме семките. Потоа ситно ги сечкаме. Во садот ги додаваме и сечканите маслинки. Потоа во садот ја додаваме туната. Мешаме со лажица. Огнеотпорниот сад го намрсуваме со маргарин. Дното на садот го прекриваме со кругови пресуван ослич. Врз рибата го нанесуваме претходно подготвениот фил. На ситната страна од рендето врз филот рендаме кашкавал. Врз кашкавалот па ги нанесуваме преостанатите кругови ослич. Во огнеотпорниот сад додаваме парчиња маргарин. Јајцата ги кршиме во длабок сад. Ги матиме со жица. Потоа во садот ја додаваме киселата павлака. Додаваме масло. Зачинуваме со мелен црн пипер. Мешаме со жицата. Со мешавината од јајца и павлака ја преливаме содржината во огнеотпорниот сад. Врз павлаката го рендаме преостанатиот кашкавал. Садот го ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме прилогот од блитва. Во тава за пржење на оган ставаме маслиново масло да се загрее. Преостанатото чешне лук ситно го сечкаме. И сечканиот лук го пржиме во тавата. Блитвата ситна сечкаме и ја додаваме во тавата на оган. Потоа компирите ги гмечиме со алатка за пире. Ги додаваме во тавата. Зачинуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Промешуваме. Го вадиме и огнеотпорниот сад од рерна. Бајадерата ја сечеме на парчиња. На чинијата за сервирање го нанесуваме прилогот од блитва и компири. Врз него сервираме 4 парчиња бајадера. По едно парче домат ставаме врз секое парче бајадера. Со полукругови лимон украсуваме од двете страни на чинијата. А со гранчиња копар помеѓу лимонот ја завршуваме декорацијата на рибјата бајадера. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 80 минути. Добар апетит!